Добар ден, драги наши почитувани пријатели. Бидете дел
и од денешното наше издание на Везилка, каде што фолклорот, традицијата и културата се испрепетуваат во една убава и топла приказна. И денес ќе се подсетиме на нашите културни и традиционални вредности, ќе уживаме во фолклорот, ќе слушнеме и по некоја убава македонска песна. Затоа останете со нас до крај и уживајте и ова неделно попладне. Добар ден и од мене и добре ни дојдовте, драги наши пријатели, во уште едно издание на нашата Везелка. Денеска подгответе се затоа што ќе ги отвориме старите македонски ковчези. И едноставно со секој отпеан македонски стих и одиграно македонско оро, ние ќе ја веземе новата македонска приказна за следните генерации. А вие сте сведоци за тоа. И затоа останете со нас, затоа што ние зборуваме на јазикот на традицијата, а тоа е најмокниот говор на македонците. Да започнеме. Денеска со нас е групата Круна и културно-уметничкото друштво Росоман од Росоман. Да започнеме.
строгиот центар на Штип, високо над куќите, во почетокот на Горно Маало, се издигнува Саат кулата, која сведочи за едно време кога по широките калдрми минувале трговските каравани, а за чиите во чаршијата тивко ги раскажувале приказните за храброста на акомитите. Изградена во 1650 година во близина на Безистенот и чаршијата, додека механизмот на часовникот бил донесен во поново време од Австрија. И денес овој споменик потсетува за животот што се одвивал во градот под Исарот, за кој во своите записи пишувал и познатиот турски патописец Евлија Челебија. Евлија Челебија го опишува овој дел, бидејќи ова бил центарот чаршијата на градот и околу ова кула, значи се движеле сите оние караван сараи, се голема чаршија широка, така тоа ја опишува дека имале импозантни убави градби и куки. Пробитната конструкција била на 3 нивоа, значи подрум и 2 нивоа, потоа претрпела некаде во 19-тиот век претрпела измени и каде што е направен кровната конструкција за да се постави механизмот и рековме дека 1934 година претрпува уште една измена и неку Саат кулата е високо некаде околу 11 метри и плюс онаа конструкција дрвена која што е кровната конструкција која што каде е поставен механизмот за Саатот и една камбанарија. Ѕидовите во внатрешниот дел се ѕидани од необработен камен, зацврстени со хоризонтални дрвени греди. Во ѕидовите на сите нивоа, освен подрумскиот дел, се наоѓаат ниши и пушкарници. На северната, јужната и западната страна се наоѓаат задзидани прозорци, кои се гледаат однадвор. Според записите, кулата била беговска одбрамбена стамбена кула, но со овој споменик на културата се поврзува и легендата за убавата штипјанка Анка. Некој турски бег се влюбил во убавата Анка, која за да се спаси од него, му ветила дека ќе се потурчи, но само ако на градот му остави спомен што вечно ќе потсетува на неа градски часовник. Верувајќи дека бара нешто невозможно, Анка мислела дека бегот ќе се откаже од своите намери, но по кратко време низ Штип одекнало биењето на часовникот, а турчинот ја одвел младата штипјанка со себе. А ние како Завод и музеј Штип изготвивме проект за конзервација, извршени се сите конзерваторски истражувања, направен е проектот и се надевам дека во догледно време ќе добиеме и финансии каде што би можеле да го ставиме во функција, бидејќи морам да истакна дека граѓаните кога работевме на ова Саат кула изразуваа големо задоволство, бидејќи сите кажуваа по старите дека Саат кулата, односно чукањето на камбаната беше символ на градот каде што сите некако се присетуваа на ден пладне кога тој Саат ќе отчукат. Па затоа се надевам дека во догледно време ќе можеме и ќе успееме да го тоа сето направиме. Со своето историско значење и соодветна пренамена, денес Саат кулата може да добие нов живот. Овој споменик би можел да функционира и како сувенирница и како информативен простор, каде сите посетители на градот одблизу ќе може да ја почувствуваат богатата историја и духот на стариот Штип. Прости ми срце моje, што друго не ке можам да ти подарам. Од љубов кога патиш, со волка ке си платиш, љубеше искрено. Прости ми срце моje, што друго не ке можам да ти подарам. Од љубов кога патиш, со волка ке си платиш, љубеше искрено. Како да ти речам, мила, остани, како
како да ти речам да не заплачам. Срцево за тебе кога удира, душава без тебе кога умира. Како да ти речам мила остани, како да ти речам да не заплачам. Срцево за тебе кога удира, душава без тебе кога умира. Да ја освоја, со друг си оди сега и да се врати нема, не заборава. За неа живот дава, рака Бога става, да ја освоја. Со друг си оди сега и да се врати нема, не заборава. Како да ти речам мила остани, како да ти речам да не заплачам. Срцево за тебе кога удира, душава без тебе кога умира. Како да ти речам мила остани, како да ти речам да не заплачам. Срцево за тебе кога удира, душава без тебе кога умира. Душава без тебе кога ми умира. Време е, драги наши пријатели, да го представиме првиот наш соговорник. На гости во Везелка е господинот Дардан Венецки. А кој е Дардан Венецки и откаде потекнува неговата страствена љубов кон нашата Македонија и нејзината историја? Сега ќе дознаете. Добар ден и добре ни дојдовте, господине Дардан. Добронашол и благодарам за поканата. Чест ми е да се обратам пред вашиот аудиториум. Од каде потекнува вашата љубов кон Македонија и нејзината историја? Прво да се представам, Дардан Венецки е мојот псевдоним. Го земав за да покажам на сите оние кои што ме оспоруваат дека знаеме кои сме, дека знаеме што сме и од каде сме. И од кога сме, се разбира. Јас сум стар скопјанец кој е дел, Скопје е дел од античката Дарданија и затоа го земав, а Венецки потекнува од венетите, што е синоним за словени. Најстарите жители на овие простори. Кој сака нека не оспорува, меѓутоа самото име Венети, кои се запишани од сите антички автори, кажува дека оние што живееле овде се и сега што живеат се автохтони. Иначе љубовта кон историјата ми дојде од таму што во училиште. Тоа е мојата определба, мојата најголема љубов во животот. Не можев да си ги осознам корените. Ние учевме лажна историја. Она што ни ја пласираше Западот. Сакав да разберам кој сме, што сме и од кога сме, меѓутоа немаше изворни податоци. Трагав по нив, меѓутоа изворите за нас се недостапни. Јас како правник, ние правниците сме неверни томи, она што ни го кажуваат, сакаме да го провериме. Да видиме дали е така. Кога почнав да чепкам по древните корени, по древните книги, сватив дека ние сме тука од памтивек. Дардан е роден на Трачки Сан. Тоа е на Тракиското крајбрежје, на нашето Бело море. Кога убира брат му, се префрла од спротив на копното, го пречекува Тевкар. Тевкар, кралот на тевкрите, запишано кај Херодот, таткото на историјата, како свој, нели, близок по култура, по јазик, по се друго, го прима и судбината сакала да стане негов зет за неговата ќерка, бидејќи Тевкар немал син, зетот Дардан го наследува и
по него целата земја се нарекува Дарданија. Античката традиција е дека сите народи имале свој митски предок по кого го носеле своето име или по некој истакнат крал или цар. Така и со Дардан, така и со Тевкар. Тевкрите според Херодот се првите пајунци. Кога Дардан станува цар или крал на царството, тој го именува по себе Дардан, народот дарданци. Иначе кај Хомера, според Хомера, неговата 20-та песна, Дардан е родоначалникот на тројанската лоза, по кого се именувани тројанци. Кој сака нека не налаже, кој сака нека дислоцира Троја во Мала Азија, меѓутоа таа тука започнува. Почнува да се шири од нашето Бело море на север до Дунав. Тоа во неговото време, во време на Трој, значи се внукот Трој се тројанци, во време на правнукот Тил се илирите. Тоа е накратко речено кој е Дардан, што е Дардан. Значи, од таму е вашиот псевдоним. Од таму е мојот псевдоним. Сака да кажете дека затоа што ние сме токму од тоа потекло. Па видите сега, Пајонија, Тевкрија, Дарданија, Троја, цел Балкан го покрива. Од Црно море до Јадран, од Белото море до Дунав. И нашата територија античка е таа. Господине Почнува да се шири од Белото море кон Дунав. И ние сме дел од таа традиција, не можеме да избегнеме. Точно така. Јас морам уште еднаш да го искажам моето лично задоволство од вашето гостување во оваа наша емисија, бидејќи лично јас ве следам и ве пратам долго време. Сите ваши емисии буквално сум ги гледал, вашите ставови многу ги почитувам. Ми се допаѓа тоа што навлегувате длабоко во историјата која што некои оспоруваат или сакаат да ви доизменат и имате храброст да им се спротивставите на сите оние кои што сакаат да ја искриват вистината. Не и се би сакал да ви поставам уште едно прашање. Колку мислите дека македонскиот фолклор, македонската песна и традиција влијаат за зачувувањето и докажувањето на македонскиот народ, македонската националност како посебна? Жешко прашање. Ова има да се зборува 3 дена и 3 ноќа. Јас ќе ве замолам да видиме пократки подривки, бидејќи би сакал да збораме 3 дена. Може, потполно ве разбрав. Емисијата долго не дозволи. Мора да ја почитувам емисијата и времето што ни е отстапено. Меѓутоа морам да кажам една работа. Ако некој во светот не препознава, тоа не препознава по фолклорот и по музиката. Нема народ во светот што ги има сите тактови, сите ритмови од 1 до 24, сите меѓуритмови. Вие подробно треба да разбирате од мене. Ние сме тие. Зашто? Па постојбината на музиката е Македонија. Родоначалник на музичката скала, познатата фригиска, тоа е бригиската, бидејќи во којинето нема Б, се пишува со фригиска. Таа е од тука. Значи, музичката скала првата е од бригите или фригите. Тоа цела светска наука на сите музички академии во свет се учи. Првите учители, првите родоначалници и оние што ја шират музиката се браќата Лин и Орфеј. Лин е родом на Охридското крабреже во градчето Лин, 1 километар од Радожда, а бил учител во соседната Теба Плакенска, основана од Кадмо, легендарниот Кадмо, основачот и на Лихнит. Ова не е мое тврдење, да не мисли дека некој сум романтичар, занесењак, како што сакаат да ме наречат. Ова го запишал Хомер во неговата Илијада. Тој бил учител во Теба, ама Плакенска Теба, подложена Плакенска планина, единствена планина со тоа име на Дохрит и Требениште. Онаа доле. Има и село Плаке. Има и село Плаке, и Врвот Плаке, и Плакенска река, село Тројани, Тројанско поле, Тројанска чука, позади селото Бојште или на планина, или на село Мало Големо. Тоа има да се зборува. Тоа значи дека тука војувал Ахил, исто запишено во Илијадата. Значи, првите свирачи и пеачи, според митологијата, се браќата Лин и Орфеј, токму од тука, роден на крај брежето. Мислам дека со тоа се сум кажал. И зашто цел свет не пропознава по музиката? Јас работев по мојот работен век низ цела Југославија и ако нешто не препознава и ако нешто не се воодушевува, тоа беше музиката. И
Вие и 20-та сте по музиката, по пеењето, знаете, веројатно и вие сте гостувале надвор од Македонија, каде идете ќе ви кажат, кога идеш во Србија немој да играш, кога идеш во Босна немој да пееш, а кога идеш во Македонија немој ниту да играш, ниту да пееш. Се согласувам со вас што се однесува до препознавањето на нашиот фолклор, воопшто музичката уметност од сите од надвор, но за жал морам да констатирам дека сите не препознаваат додека ние самите не се цениме, но тоа е сосема друга тема. Тоа е влијанието, кажавте, на фолклорот и музиката за зачување на националниот идентитет. Како е влијанието на македонскиот јазик? По истово прашање. Па македонскиот јазик е најстариот јазик на овие простори. Најстарата држава, нема постара држава. Во времето кога постоела Македонија имаше само полиси, антички градови познати на Атина, Спарта, Коринт, Теба. Држава со сите атрибути бевме ние. Овој јазик е темелот на сопнувањето, темелот на раздарот, темелната причина поради која некој сака да не нема. Нашиот јазик го содржи кодот кој што го дешифрира минатото. Се што е запишано во античките извори е разбирливо со овој наш јазик. Затоа грците имаат еден научен програм наречен Кера, во рамките на кој 6000 антички текстови со закон се прогласени за државна тајна. Јавно прашуваме преку екраните на телевизија Алфа, зашто можат да бидат антички текстови македонски закана за безбедноста на Грција. Образложението зашто ги забрани и ги прогласи за државна тајна биле закана за безбедноста на Грција. Како може да бидат камени плочи, глинени плочи, пергаменти, јагнешки, јарашки кожи закана за грчката цивилизација? Освен ако не сакаат да се сокрие вистината. Ако земете, немаме време, тоа може би треба посебна емисија, да ги објасните имињата етимолошки на сите богови. Етимологијата нивна, да го разберете суштината, што значат, само со помош на македонскиот јазик. Еден куп градови како Киро, Петра, Сане, Менде, Стена, до Стена, Воден, Водене, да не ги редам, стотици се запишени со овој наш тогаш венецки во 6 век словенски јазик. Венети и словени се синоними. Нема автори кои што тоа можат да го порекнат. И многу зборови. Тоа е чудо нешто што јазикот. Затоа сакаат да не нема. Токму така. Меѓутоа нема да успеат, запишане на карпите, запишане во Библијата. Голем број пред некој ден има во ова студио баш нова тема, може кој е заинтересиран да погледа од емисијата ќе Лјупчо Цветановски од Содликот. Наредив еден куп личности од митологијата и од Библијата, разбирливи само со нашиот јазик. Према тоа, нашиот јазик е нашиот идентитет, различен од сите. 3 букви има што ни еден словенски народ ги нема, а ги имаме уште во антиката заблежени на каменот од Розета. Имаме 6 букви повеќе отколку што и гласови отколку што има во бугарскиот. А сега сакаат да ни наметнат дека нашиот е дијалект на бугарскиот. Тоа е апсурд. Сметате дека македонците ја познаваат доволно својата историја? Уште ова да ни го кажете, па спасен потоа ќе уживаме во една македонска народна. Но нема да го оставиме да се замине господинот Дардан Венецки. Ќе направиме пауза со музика. Пауза со музика, ќе продолжиме, но претходно еве уште ова прашање. Дали македонците си ја знаат својата историја? И по прашање колку сакаат да ја знаат? Не сакаат да слушнат. Затоа не бришат. Од Берлинскиот конгрес наваму 150 години не ништат, не бришат, меѓутоа не можат. Нашето име е кодирано. Кодирано е во крстот, кодирано е во Библијата, кодирано во античките автори, кодирано е во најстариот мит за настанокот на светот, кодирано е во азбуките, во созвездијата. Сите се тие кодови разбирливи со нашиот јазик. Не можат и да сакаат, не можат. Меѓутоа, нашата историја за жал е под влијание на странски служби, на удбашки структури. Оваа тема во мојата младост беше табу тема, па и нешто пред тоа, за вакви разговори се идеше на голи отвики, многумина не се враќа. Значи, наше останува да бидеме малку похрабри,
да си копаме по корените, да си ги читаме античките автори, да си ја читаме Библијата, ако сакаме да осознаеме. За жал, ние во нашите учебници учиме лажна, туѓа историја пишувана од соседите и од западните центри на моќ. Господине Венецки, ви благодарам за досегашните импресивни ваши одговори. Јас ќе ве замолам да останете уште малку со нас. Ние ќе почастиме со една преубава македонска песна, а потоа ќе ве искористиме, така да кажам, за уште неколку прашања кои што сигурно сум дека ќе интересираат нашата публика и нашите гледачи, а ние, почитувани гледачи, одиме со една убава македонска песна.
изведба, всушност, господине Дардан, и секоја македонска песна е од убава по убава. Ајде, кажете ни како да ја поврземе младата генерација или следните генерации со традицијата, без таа да им изгледа застарена или отуѓена. Како да го направиме тоа? Па младите прво треба да ги едуцираме, да ги внесеме во минатото, да им внесеме љубовта кон нашето минато. Да им кажеме, да им улиеме преку образовниот систем, за жал кој што сега, барем на оваа тема, го немаме, да им ја влееме љубовта, да им ја влееме гордоста, да им кажеме дека имаат со што да се гордеат. Светот, за жал, учи за цивилизацијата грчка. Меѓутоа, тие се дојдени како пирати. Тоа го пише најпознатиот атинјанин Тукидид. Нивно основно занимање е пиратството. Се гордееле што се пирати. За нив било срамно и недостоинствено да работат. И ако земате поединечно да ги барате цивилизацијските дострели запишани од идентичките автори, каде им е извориштето, ќе видите дека ништо не се припишува на Атина, Спарта, Коринт, Теба, туку на барбарите кои што живееле на север од нив. А кои се барбарите што живееле на север од Атина, Спарта, Коринт и Теба? Освен нас македонците, јас други не знам. Ова децата треба да го учат, да се возгордеат, да се восхитуваат, да си ги знаат своите корени и да знаат што да пренесат на идните генерации, на своите. Значи, само образовниот систем. По само образовниот систем, нема. Тоа е темелна. И воспитанието кое засега ние се чини го изгубивме. Ние мораме домашното воспитание да го дадеме. Јас имам предци кои што многу работи кои што јас ги дознав од книгите, мене мојот дедо и баба неписмени ми ги пренесуваа од она што го слушале по македонските цркви. Жалосно е да не си го знаеме минатото. Кога ќе земеш да ги чепакаш по старите книги, ќе видиш првите музеи, првите библиотеки, првата музичка скала, првите театри, Хомеровите епови, да не ги редам до 40 цивилизацијски достигнати, све се на барбарите кои се живееле од овие полиси. Затоа младите, македонецот ја сака книгата, сака да чита, според она што го гледам по сајамите на книгите, гледам дека си ја сакаат. Меѓутоа треба да им се представи, треба да им се каже, не да се крие, да не се плашиме од соседите, да не се плашиме од добро, да му кажеме ова што јас овде го зборувам. Ова не е моја измислица, запишено е во сите древни книги. Кај Аријан, Јустин, кај Херодот, кај Страбон, Виргилије, кај Хомера, кај кого сакате, чепните, све ќе најдете нешто наше. А сметате ли дека постои, ете да кажеме, историска тема или можеби личност, која што според вас не е доволно истражувана, а е навистина значајна за македонската историја и за нашето потекло? Па, има многу личности, меѓутоа ќе почнам, не дека сум јас со псевдонимот Дардан, кој е родоначалникот на Тројанската лоза, меѓутоа најголема мистерија во минатото е Тројанската мистерија заедно со македонската. Се фрлаат под тепих, тоа не смее да се дознае никако. Сите архиви, сите дела пишани за Троја и Македонија се седум спрата под земја. Тоа мора да се откопа. Ако не може директно со главните извори во главните центри, тогаш споредбено камче по камче да се копа, да се наоѓаат тие и да се состават по шемата на мозаикот за да дадат сликата на нештото. Тие знаат што прават. Затоа македонската цивилизација ја дислоцира на север, не прогласија дојденци на татници узурпатори на името Македонија и македонци, а Троја ја дислоцира во Мала Азија. Ако читате Хомер, ако читате Виргилије, ако читате Еврипид, Есхил, ќе видите дека тие се тука. Јас повеќе децении работам на овој проект на Тројанската мистерија. Се надевам годинава до крај ќе ја завршам и ќе се обидам да останам во пишан материјал, она за кое што никој, не само овде во Македонија, на Балканот, но и пошироко не сме да зборува. Колку нашите македонски... Да не ги редам личностите, многу се од Тројанската мистерија. Пред се, тоа е Парис со прекар Александар, по кој Александар го носи неговото име. Двете теми во Илијадата се љубовта и војната.
и тоа она забранета меѓу Парис или Александар со најубавата принцеза Елена, поради која што почна војната, таа е забранета љубов, а другиот дел е војната во која што Хомер зборува за злото што го носи војната, за тоа во Илијадата зборува за злото што ги наоѓа победените, а во Одисејата за злото што ги наоѓа победниците. Генералната порука на Хомер би била: немојте да водите војна, таа носи зло и за победниците и за победните, водите љубов, макар таа била и забранета. Многу мокна порака, го споменавте Тука Александар. и Александар ја црпе љубовта во своето владење, поради која изгради која е универзалната држава во која сите народи, јазици и религии беа рамноправни. И таа е единствената и неповторена империја. Го споменавте Александар, нема да ми се налути уредникот, бидејќи времето не гази, но морам да ви искористам, како што кажа, ве чекаме веќе долго време лично да поразговараме. На кратко само ќе ви сублимирате според вашите сознанија гробот на Александар Македонски. Кратко, она во голема мистерија. Во денешна област. Сите велат дека однесен во Египет, краток ќе бидам. Меѓутоа, кога е отворен Птолемеите како најмоќна династија во светот тогаш, го земале и го однеле таму. Меѓутоа, јас мислам дека според сознание за некои наши научници што ги извадија, кочијата направена е копија, донесен е овде. Македонската традиција не дозволува човекот, особено така голем човек, да биде закопан во туѓа земја. Таму кај што е роден, таму треба да заврши. Ако се знае дека Олимпија толку била моќна, таа имала верни генерали кои што го донеле телото. Тука е. Има 3-4 локации за кои што се претпоставува дека е тука, меѓутоа тоа е прашање на археолозите, а и ако знам нешто нема да го изнесам, затоа што ова не е време да се изнесе. Ако сега се изнесе, Ќе се направи проблем. веднаш ќе влезат странски војски. Значи, подобро да не знаеме. За сега не. Ќе остане тајна. И за крај, господине Дарнон Венецки, што ќе им препорачаме на младите македонци? Како да чуваат, како да негуваат нашата култура? И за тие што живеат и надвор од Македонија, Тие по се светот. секако тие се дел од ова из наша култура. Ние сме еден народ, може би живееме на повеќе континенти, но сепак сме. Практично и во претходните одговорот се содржи во ова прашање. Треба да си ја сакаат ова земја, најстарата цивилизација, најмоќната библиската земја Македонија. Нема друг народ запишан во антиката како македонци и сега после 3000 години да си го носи истото име. Во Европа таков народ и држава нема. Нема друг народ и држава запишан во Библијата и се уште да си го носи истото непроменето име. Да си ја сакаат Македонија, да си ја негуваат, каде идат да ја шират, затоа што цел свет каде и да отидат, премона, јас поради емисиите во ТВ Сонце имам пријатели на сите 6 континенти, сите не препознаваат по Библијата. Чим ми ја спомнеш Библијата и спомнеш Македонија и веднаш Единствени сме ние кои што сме споменати во Библијата, нели? од друг народ со исто име нема. Нема. Има и други, меѓутоа да го сочуваш истото име повеќе од 2000 години, сме единствени. Господине, Ако знае некој, нека не ги покаже. Така и ги останеме. господине Дарнон Венецки, уште еднаш благодарам и од моје име, од името на мојата колешка, од името на уредничката програма на Везилка и на Алфа телевизија за вашето гостување. Вратите се секогаш за вас отворени тука. Оно што можеме да ви посакаме е да бидете во добро здравје, уште многу години да поживеете и да работите на ова историска проблематика, за да може да ни ги пренесете на нас тие цврсти историски аргументи и факти кои што можеби некој сака да ги прикрие или да не му одговара, а ние, почитувани гледачи, одиме со уште една убава македонска песна. Благодариме. Прво ме гледаш, а после бегаш, биди ми среќа, доста сакам неќам. Прво ме гледаш, а после бегаш, биди ми среќа, доста сакам неќам. Ти жарче, јас оган, ќе гори, леле силен пожар. Ти жарче, јас оган, пожар ќе гори, леле дур до зори.
се ке ти пејам, само да се згрејам. Во тебе нешто се крие жешко, се ке ти пејам, само да се смејам. Ти жарче, јас оган, ке гори леле силен пожар. Ти жарче, јас оган, пожар ке гори леле дур до зори. Јас оган, ке гори леле силен пожар. Ти жарче, јас оган, пожар ке гори леле дур до зори. Повеќе од 3 века, Кјучук Емир Султановиот мост во Штип гордо стои над реката Брегалница. Тој е нем сведок на времето и историјата што со векови се пишувале во градот по Одисарот. Познат уште како камениот мост, со својата впечатлива архитектура представува едно од најзначајните културно-историски обележја од османлискиот период. Изграден е во 1672 година и своето име го добил по султанот Кјучук Емир. Мостот има 6 окна и по својата масивност се уште сведочи за мајсторството на тогашните градители. Првично делови од конструкцијата биле изработени од дрво, кои подоцна биле заменети со камен. Низ вековите по него поминувале турската, бугарската, српската и германската војска, а денеска представува важна врска меѓу градот и индустриските зони. Камениот мост кој се наоѓа позади мене нема само архитектонска, туку има и голема историска вредност. Камењата од кој е граден носат големи човечки судбини. Во првата Балканска војна, токму овој мост бил и демаркационата линија на градот. Градот го делел на бугарска и српска страна. Од левата страна бил градот под бугарска, а од десната под српска власт. Според историските записи, низ годините, овој камен лаков мост бил реконструиран неколку пати. Во 1925 година, за да се прошири коловозот, оградата од камени плочи била заменета со железна. По Втората светска војна, при повлекување на германската војска од Штип, мостот бил миниран, при што биле урнати 3 свода. Потоа тој дел привремено бил премостен со дрвена конструкција за пред повеќе од половина век да се реконструира и да му се врати првобитниот изглед. Денеска за целосно да се заштити овој споменик, кој е од исклучителна вредност, се прават анализи на неговата статика, а најавено е поставување и ново осветлување кое ќе му даде поатрактивен изглед. Во времето кога се градел, Брегалница била многу подлабока, па мостот представувал една од најважните врски за движење на луѓето кои минувале низ Штип. И денес, по 3,5 века, иако реката има далеку помал водостој, камениот мост останува да биде дел од секојдневниот живот во градот. Sevdalino malo i mome sevdalino malo i mome, aj što si me sevdi salo, aj što
си ме севди сало. Сите пари ми ги зеде севде, сите пари ми ги зеде. 500 хара гроша, емилијада жолти лири. Дај ми малку од парите севде, дај ми малку од парите, да си купам коњ до рија, да си купам коњ до рија, да си купам коњ до рија севде, да си купам коњ до рија, да не одам пеш во село, да не одам пеш во село. Да не одам пеш во село севде, да не одам пеш во село. Кучињата да не ме лајат, а момите да не ми се смејат. Кучињата да не ме лајат, а момите да не ми се смејат. Добар ден велиме за председателот на културно-уметничкото друштво Росоман од Росоман, господинот Ристо Јошев. Добар ден, Ристе, и добре ни дојде во Везелка. Добар ден, Андријана. Ви благодарам на поканата на вашата емисија. Значи, ние сме повише години како Кут Росоман и еве и доаѓаме повише години во вашата емисија. Токму така, секогаш сте добре дојдени во нашата емисија, а знаеме и за многу ваши активности што ги имате по светот, но затоа ќе зборуваме подоцна. Сега ни интересира ова прекрасна носија што ни ја донесовте, како дел од везелка и промоција на македонската традиционална облека. Ова се вика тресеница, оваа носија, така? Зошто токму името тресеница? Па овие носи се постари носи, значи овие се негде од 30 година. Значи тука се работи за носија од мојата мајка, од комшики мои што живееме тука. Че ова носија е специјално од место Галиште, пошто една емисија рече една жена дека тоа е галичка, не е галичка, туку галишка. Тоа е Галишка. Да. Тоа е дел во Мариовскиот дел, што паднал во поделбата под општина Кавадарци. Значи Галиште е посебно село кое во времето броело околу 800 жители, имало многу стока и луѓето живееле на тој дел према Тиквешкото езеро и имале специфична носија со овие
реси, значи овие се реси специфични за тој район. И кога се играло, ресите се треселе, оттаму името тресеница, така, а и покрај тоа што го носеле жените богатиот накит, и тој се тресал во ритамот на орото што го изведувале. Да, значи жените биле во тој дел доста украсени, со посебни појаси со метал, најверојатно во бронза. Јас имам пафти кои ги имале жените. На марамите имале горе парички, кои исто така играле дека жените ги воделе ората. И сите жени биле скоро во исти носи облечени. Значи немало жена што е поеднаква, само невестите имале посебни украси за свадбите. Значи, тие што добро знаеле, жените што ги носеле овие носи, точно се препознавал нивниот социјален статус, потоа дали е мома, девојка, дали е невеста или е постара жена, така? И од кој крај точно доаѓа, од кое село. Значи, секоја носија, ова тресеница носија во народот позната, значи точно си имало белези кои што се разликувале од село во село, а основата била иста, така? Ајде да видиме сега од колку делови се состои ова македонска, една од најубавите и најелегантните носи, и колку килограми може да тежи. И видите, овие носи биле ткаени, значи на разбе, тогаш немало да се шие, и биле ткаени, секоја носија си е со посебен дел. Значи имате кошула, вута, има шамија, има повеќе чорапи, опенци кои ги носиле специјални. Значи овие жени биле, вие сами да гледате како се направени овие носи, дека се ткаени, дека се со посебен дел. На разбој? Да, на разбој е ткаен. Од волна? Да. Целиот материјал е ткаен на разбој, нема рачна. Значи колку делови? Имаме прво кошула, градник, елек, па имате ова вута, ја викаат вута. Да, како ја викаат? Вута. Вута. Тоа на кој дијалект е? Тоа е на посебен дијалект. Од Галишта? Да, од Галишта имале посебни букви кои луѓето не ги знаат во нашиот збор, ние како букви ги немаме. Така. Значи они имат, не викале лук, туку викале лук. Значи тоа е лук. Значи тоа збор дури не може да го кажеш. И затоа има значи многу зборови кои во Галишта се употребувале, а луѓето во делот на Македонија не го познавале тоа или не го знаат и ден денеска. Токму така. А значи, пошто ги препознавале која е мома, а која е невеста? Видите, момите никогаш не носеле марами, биле без марами. А невестите носеле сите марами. И постарите жени секој, значи нивните марами биле со друг вес, а овие другите си имале со парички што носеле напред и биле одбележени дека се невести и се знаела која е невеста, која е баба, која е мома. Така, а социјалниот статус како го препознавале? Видите, социјалниот статус тамо не биле социјално. Сите скоро биле ист дел на луѓето во исти фамилии. Тие луѓе биле тамо сите скоро фамилиарно блиски. Дори во некој дел каде што моми се мажеле за втори, за трети братички, каде што немало доволно број на жени, потоа почнале да додат од Србија и така почнало да доведуваат жени од Србија и да се прават бракови од Србија донесени, од Лесковац, од другите места во Србија. За оваа носија вела дека е една од најтешките македонски носи. До колку килограми може да тежи една оригинална ваква македонска носија? Па овие носи се различни, значи зависно од тоа која носела, али има, пошто е ткаена, таа можела до 12 кг да тежи и може да биде многу тешка. До 30. Да, и до 30 килограми, затоа што зависи од пафтата колку тежела, значи имала накитот. Многу опрема на неа и била тешка. И затоа овие жени биле и доста јаки во тоа време. Здрави и тие што биле, работеле, жниеле, се работело во Галиште, значи било многу тешко за живење, а биле многу работни луѓето. Токму и со оваа носија жнеели и работеле на нива. Да. И дома си седеле во ваква носија, така? Да.
Колку е тешко во денешно време да се најдат оригинални вакви носи и каде најчесто во кое ковчеđe треба да се брка, да се бара? Знаете како, многу тешко се наоѓаат овие носи затоа што се од по старо време. Луѓето од Галиште до некаде 69-та година, 75-та се иселиле од Галиште, дошле во Росоман, Возелци, Кавадарци и сите тие луѓе дел ги чуваат носите, дел ги имат фрлено, продадено, некој дел ги имат молците за едно, пошто знаат кај е нината, ако не е убаво заштитено, молците ќе ја уништат. Така, како ги одржувате носиите? Па се знае дека овие посебно се одржуваат со посебни средства и не се пере во жешка вода, туку со ладна вода не може да се... Значи сепак се перат? Да. Во студена вода, Да. затоа што порано ги переле на река. Да. Жените ја ваделе облеката и ја переле на река, рачно, Па така? немало друго. И имале специјална дрвена лажица која што удирале по носијата, така? Да. Која е најстарата носија што ја имате во Кут Росоман? Па најстарата се на мојата мајка и на уште една комшика, кои се негде околу 30-32 години направени. Така. И од тогаш ги чуваме тие носи и ги носиме секаде каде што патуваме со нас. Имаме уште неколку носи од наши пријатели што поседуваат, што се од Галиште, пошто во Росоман поголем дел од Галиште се доселени во Росоман. И тие луѓе ги чуваат носиите и нивните деца кога идат на игрора си ги носат тие носи. Така. А Ристо, каде по светот, знам дека многу настапи сте имале по светот и сте ја презентирале македонската музика, фолклор, традиции. Каде едноставно имаш така најсилен впечаток што ги освоила оваа македонска носија? Па видите... Дали сте учествувале можеби и на некоја модна ревија Не, со носи? со носите не сме биле на модна ревија, затоа што не ни дошло на памет така, али сме биле на пиво Еве Фест сега Карловац. да ви дојде. Да, ова како идеја е добро да отидеме со ваква носија. Бевме во добро пречекани на пиво Фест Карловац во Хрватска, во Турција во Измир и во Романија во Анина, значи носијата му представи нешто ново што го немат видено и му дојде. Сигурно сите фотографира. Да. Ова беше атракција таму кај што бевте. И верувам дека ниту едно друштво немало поубаво носија од вашето. Тоест од нашата македонска носија. Да, значи тоа е една од најстарите македонски носи што постојат се уште во Македонија, кои покажува дека македонците се стар народ, дека имаат посебна култура, че секој село кај нас имало посебна култура, посебни ора, посебни говори, посебни носи, сето тоа се било како народ што го одржавал со времето. Така. Дали се уште сте во потрага по вакви носи? Еве да дадеме еден апел до нашите гледачи, доколку некој има сокриено во своето ковчеđe дома некоја ваква носија, да го отвори, да го подари на културно-уметничкото друштво, затоа што ова се нашата генерација, ова е еднината на Македонија. И токму нив треба да ги запознаеме со својата традиција, со својата култура, да ја сакат уште повеќе, затоа што ние сме тие што треба да им ја пренесеме на младите. Ви благодарам да мислам на тоа што на нашите гледачи ќе им кажеме дека не треба овие носи да ги чуваме. Токму, без разлика каква носи да имат, доколку сакат да ја подарат, нека ја подарат и нека се јават во културно-уметничкото друштво Росоман кај председателот Ристо Јошев. Ти благодарам многу, а на овие деца им посакувам многу светла иднина и да си ја чуваат својата традиција, култура, јазикот и сето тоа што е македонско. Фала многу, Адријана, ви благодарам на гостоприемството и се надевам дека ќе се видиме поново. Секако.
малку душо или е темнина, или се напив малку душо или е темнина. Ако се напи, ако ноќва простено ти е, најди го патот, знаеш света, јоргованите. Најди го патот, знаеш света, јоргованите. Мерак со крие, чека да не сокрие. Мерак сокрие и денот чека и ноќта чека да не сокрие. Сокривам долго, од сите сокрива. Сакам на твоите коси усни сам да се радувам. Сакам на твоите коси усни сам да се радувам. Јас те сокри, срцево мое со тебе заспива. И да ме љубиш, силно се молам, да не ме оставаш. И да ме ljubиш, силно те молам, да не ме оставаш. Мерак сокрие и денот чека и ноќта чека да не сокрие. Мерак сокрие и денот чека и ноќта чека да не сокрие. Мерак сокрие и денот чека и ноќта чека да не сокрие. Мерак сокрие и денот чека и ноќта чека да не сокрие. И денот чека и ноќта чека да не сокрие. Точно 6,5 децении притаена во тишината на вечниот незаборав, могилата на непобедените во градот првоборец и херој громогласно сведочи за крвавото не така далечно минато на секогаш борбениот и слободолюбив македонски народ. Овој меморијален комплекс, изграден во 1961 година, според проект на белградскиот архитект Богдан Богдановиќ, и ден денес останува да биде символ на непокорот, пред кого со длабока почит се поклонуваат генерации и генерации. Могилата на непобедените, која е дел од паркот на револуцијата, составена е од два битни сегменти: заедничка гробница крипта и 8 мермерни спомен урни кои по својата градба се слични на античките.
Во текот на народно-ослободителната борба од 1941 па се до ослободувањето, од Прилеп и Прилепско активно во ослободувањето на државата биле вклучени преку 8.000 борци. Од нив 2700 биле со оружје во рацете, а од нив пак дури 10 биле прогласени за народни херои. Во знак на благодарност за нивната жртва, токму овде, во меморијалниот комплекс Могила на непобедените во Прилеп, овде зад мене се наоѓаат бистите на тие 10 народни херои како вечен спомен за нивната жртва. Во атриумот на овој монументален споменик па гордо се издигаат 8 мермерни урни, при што 7 од нив го символизираат формирањето на партизанските одреди, а додека 8-та, која е и најголема, го символизира нивното прераснување во поголеми воени формации. Некои пак во мермерните урни препознаваат 8 крупни моми, кои ја отсликуваат силата и издржливоста на македонските жени низ бурните воени времења, а кои на овие простори ги имало и премногу. Меѓутоа, и според едни други уверувања, се смета дека овие 8 урми всушност ги представуваат 8 републики, поточно 6 републики и 2 покрајни од некогашната Југославија, со оглед на тоа што, како што веќе рековме, овој меморијален комплекс е изграден во 1961 година. Ова овде е криптата, која што веќе 65 години како нем сведок покажува и докажува за вечниот непокор на македонскиот народ во борбата за ослободување. Тука, на овие мермерни плочи, напишани се имињата на 462 борци. Сите биле млади, едвај имале по 20 на години и сите верувале во она што денеска го живееме како слободна Република Македонија. Дека изградбата на овој монументален споменик му е и повеќе од заслужена на Прилеп, говори и фактот што прилепчани биле меѓу првите граѓани кои масовно започнале да се вклучуваат во новоформираните воени формации на Народно-ослободителната војна за ослободување од јаремот на фашистичките окупатори. Поведени од тој силен порив за слобода, токму тие го започнале и вооруженото востание на македонскиот народ на 11 октомври 1941 година. Во текот на НОБ, Прилеп дал 650 жртви, 15 биле прогласени за народни херои, а 154 се носители на партизанска споменица 1941. 10 од прогласените народни херои загинале уште во војната и тие свое заслужно место уште од 1961 година имаат добиено во алејата на народни херои од могилата на непобедените. Заради сите овие заслуги, градот под Марковите кули на 7 мај 1975 година, или 14 години по изградбата на могилата на непобедените, од страна на тогашниот председател на СФРЈ, Јосип Броз Тито, беше одликуван и со орденот Град Херој. Денес, могилата на непобедените е дел од огромниот парк на револуцијата, кој е со површина од 6000 метри квадратни. Најголемиот процвет овој простор доживеа во 2007-2008 година, кога во непосредна близина на могилата беа изградени и мали езерца, дрвени кујкички, мини зоолошка градина, а беше поставено и современо осветлување.
спремни да го почувствуваме духот на Илинден, патот не донесе до Музеот на Илинденското востание и Крушевската република. Сместен во староградска куќа која надворешно ги има сите карактеристики како старите крушевски куќи и која припаѓала на браќата Наум и Ѓорги Томалевски, оваа куќа е местото каде што во 1903 година била прогласена Крушевската република. Токму тука се сместени изворни експонати од оружје, карти, фотографии, со што хронолошки се изнесени на станите поврзани со Илинденската епопеја. Кога разговараме за музеот на Илинденското востание, би сакал првин да напомнам дека првичната музејска дејност во Крушево започнува со отварањето на еден музеј на Илинденското востание 1953 година, но не кај оваа куќа, него во едни од објектите кои во минатото беа школи и така натаму. А додека после тоа тој музеј се преселува тука во овој објект, значението како објект, како куќа е бидејќи потекнува од Томалески, тоа е истакнат револуционер од борбените редови против Османската империја. Куќата е откупена од Ѓорги Макрев, негов внук, и во него е важно дека имавме еден изложбен предмет кој го чувавме, а тоа се останките на Никола Карев, во специјално изделка направен кивот за тоа. Всушност тоа е и основата на отварањето на музејската дејност и тоа беше така се до 1990 година, кога неговите останки се префрлени во споменикот Илинден или така наречениот Македонија.
vivam, tebe da te vivam, tebe da te vivam. Cele noche son tebe da igram, son tebe da igram. Haydi haydi cingalaka cikica, cingalaka cikica. 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 Се наоѓаме пред еден од најважните објекти од архитектурата на почетокот на 20 век во цела Македонија. Тоа е зградата Сарај или зградата во која што сега е сместен Домот на културата, главна институција за култура во Ресен, Драги Тозија во Ресен. На долниот спрат исто така е сместена керамичката колонија и на горниот спрат имаме поставка на Кираца Висулчева, нашата позната сликарка. Инаку Сарајот е култно место каде што се случувале многу важни историски настани. Тука живеел и е изграден од еден од водачите на турската револуција, се викал Ахмед Нијазибек, кој управувал со градот и живеел во непосредна близина на Сарајот. И интересна е приказката што овој објект кој што се наоѓа блиску до центарот на градот Ресен моментално, направен е врз база на инспирација од еден пријател на тогашниот раководител, управител на градот Ахмед Нијазибек, кој што добил разгледница од својот пријател од Париз, од Париската комуна, и како инспирација од тоа му рекол ти си во Париз, меѓутоа јас ќе ја донесам Франција тука. Изграден овој објект, значаен е што има повеќе примеси, не само на неокласицизмот, него има повеќе елементи од европската, напредната европска архитектура од почетокот на 20 век. Граден е неколку години, од 1905 година, почетокот е граден неколку години и представувал главна управна зграда на градот до некаде 70-тите години. Од тогаш навака е главна културна институција во градот.
Жаклина, љубов моја, Жаклина, желбо моја, Жаклина, љубов моја, Жаклина, желбо моја. Понекогаш, за да се почувствува убавината на едно место, не е доволно само да се види, туку вистински да се доживее. А такво место е Свети Јован Богослов Канео, црквата која повеќе од 7 века му пркоси на времето. Исправена над Охридското езеро, еднокорабната октоаголна црква изградена е на карпата над Пештерската црква, посветена на воведение на Пресвета Богородица Пречиста. Канео представува една од најпрепознатливите разгледници не само на градот, туку и на цела Македонија. Речи си да нема турист кој дошол во Охрид, а да не е застанал токму тука, пред погледот што го одзема здивот. Ретки цркви посветени во Македонија на самиот Свети Јован Богослов се фасцинирани. И едноставно нивните зборови се восхитувачки секогаш и благодарат на Бога и за дури и за мене што работиш, вика ти си благословен на вакво место. Таа е символот на Охрид. Центарот, јас можам да речам кораб на Охрид, кога ќе гледате Охрид од спротивната страна, тоа ќе видите дека баш самата црква е како кораб. Но приказната за Канео не започнува со фотографиите и туристите. Таа започнува многу порано, некаде во 13-тиот век, кога била изградена црквата посветена на Свети Јован Богослов. Свети Јован Богослов, заедно со неговиот брат Јаков, се следбеници на Исус Христос од првиот момент. Тие се сведоци на сите чуда што ги направил Исус Христос. Дури на тајната вечера, Свети Јован Богослов е со главата на скутот на Исус Христос. А Јован Богослов со Богородица се под крстот кога е распнат Исус Христос. Исус Христос како аманет му ја дал Богородица да ја чува. Тој ја чувал 7 години во Ефесе, додека таа не се вознесла на небо. Нејзината архитектура плени со едноставност и префинетост во исто време. Ретко каде архитектурата и природата изгледаат толку поврзани. Историчарите и архитектите често велат дека во оваа црква се преплетуваат византиски и ерменски влијанија, нешто што ја прави посебна во однос на останатите средновековни храмови во регионот. Во долната зона изградена е од камен, додека нагоре од бигор и тула и има многу убава декорација на бигорот и на тулата. А доминира куполата, која во вид на круна и тоа е целта. Прекрасно изгледа. Во внатрешноста куполата стои на 4 столбови и на пандантифи. Црквата, за жал, во турскиот период, внатрешниот дел и надворешниот е уништен, монашкиот живот замрел. До 15-тиот век во црквата се одвијал и монашки живот, но со доаѓањето на турците се рушат конаците, а монасите биле убиени. Најголемиот дел од фреските биле искорнати, но не успеале да ја претворат во џамија, туку станала наблюдувачница. Фрескописот на оваа црква е поголемиот дел оштетен во тој период, но по Божја промисла не е претворена, е запоставена, да речем, или не е претворена, се сокрила од тоа искушение, оставила дел, не се претворила во џамија, него архитектонската однадвор, значи, целосно е сочувана како што била изгледот, а внатрешниот дел само во олтарниот дел имаме фрески од 13 век, горе во куполата. И на столбовите лево и десно, каде што е представен нели патронот на оваа црква Свети Јован Богослов и Христос. И во поново време, по Втората светска војна, иконостасот бил украден, па најден во Франција и вратен за по 5 години неповратно пак да исчезне. Инаку од посебно значење за фрескосликарството во црквата е приказот на тројцата големи проповедници: Свети Климент Охридски од 10-тиот век, Охридскиот архиепископ Константин Кавасила од 13-тиот век и првиот ранохристијански мисионер Свети Еразмо Лихницки од 3-тиот век. Сега во црквата литургии се држат само 6 пати годишно, од кои една е посветена на Свети Јован Владимир, зетот на цар Самуил за ќерка му Косара, кога тука се носат и неговите мошти.
едно не пошло. Село собрало, момето да ми го бара. Нашли го во една куќа кај лудо. Ајде бре, моме, ти дома. Нека бре, луѓе, не идам, овде си имам јас лудо. Мојата драга колешка Адријана Алачки си направи муовет со нашиот гостин Ристо Јошев без мене, ама јас тој бом морен и реков ке се го задржам Ристо и јас мора за не да си поправам малку муовет тие за носијата, јас пазам малку за фолклорот и за Куд Росоман од Росоман. Вики, нема така да ми заминеш ти без да си поразговараме, ни оди нас муаветот. Да, ни оди, фала. Не ме поканивте преска со Адријана да си ја промовираме носијата, ама затоа сега ние ќе си направиме малку разговор околу Куд Росоман. Ајде нешто повеќе, вие го водите нели и културното уметничко друштво Росоман. Колку време постои Куд Росоман? Куд Росоман регистриран Куд Росоман постои 16 години. И од самото формирање јас сум председател на друштвото. Значи јас го организирам на децата, настаните, настапите кај ќе одат. Сето тоа е моја организација. Вие бевте иницијатор за формирање? Да. Да? Од каде идејата? Па видите, во Росоман имаше порано друго друштво во старата држава и од кога јас станав совет во општина Росоман, ми дојде идеја да формираме друштво со документи кои што може да патува настрана од Македонија. Иначе на друг начин не постои да испаднете од државата. Значи едино културно-уметничко друштво кое настапува надвор од државата, само така може да излезе од Македонија. Мора да е формално и законски формирано. Законски формирано. За да може да излезе надвор, инаку не може, ова не сум знаел. Што значи дека сите оние фолклорни друштва кои што излегуваат надвор од нашите граници на турнеи, постојат формално и законски. Да. Така. Колку членови броите и дали се само од Росоман вашите членови или има и од околните места? Видите, повеќе децата се од општина Росоман. Значи општина Росоман тоа се целата 10 села општина Росоман држат, тоа целата имаме деца кои доаѓаат на проби и кои го одржаваат и денес друштвото постои без проблем. Морам да забележам дека имате навистина специфичен стил на игра, се препознат ли оној стил од вашиот тиквешкиот крај и многу убаво изгледа тоа, и ќе додадам дека овие дечиња навистина прекрасно го имаат научено и го имаат извежбано овој фолклор од тиквешкиот крај. Да, децата се секој петок и сабота недела имаат проби и се вежбаат на овој дел, така да секаде кога имаме некоја покана за било каде за настап, децата се спремни за да може да одат на настап. Така и денеска се тука со вас да го збогатиме вашето... Браво, па ние имаме чест во Везелка. Да. Колку постави, колку групи работите во друштвото? Види, сега моментално имаме овие се две групи, по најмалите и оние поголемите. Така. А имаме други резерва кои ако ни притребаат за некаде за настап, кои може да ги повикаме. Ветерани? Да, имаме и ветерани кои доаѓаат на специјални настапи и тие се еден месец вежбаат и може да патуваат секаде. А
како ги поставувате како ги поставувате кореографиите? Дали имате свој кореографи или повикувате од други друштва? Како го правите репертоарот на друштвото? Кои игри претежно? Дали изворниот фолклор, стилизираниот фолклор? Значи, повеќе одиме со фолклорот на македонскиот дел, без разлика од кој дел се игрите. Кореографот не е од Кавадарци. Значи, сега беше прв кореограф на Куд Росоман, исто настапуваше со нашата прва група. Сега моментално е директор на Кавадарци, на Дома на културата, а во исто време, кога ни треба, доаѓа и кај нас да му помогне на децата за припреми, каде што треба да патувам. Колку членови имате во друштвото? Па сега овие се некаде околу 60 деца. 60. Да, а имам тие што се поголемите, тие ви реков, кога ни треба, тогаш доаѓаат, ако имаме, сега кога одиме за Турција, се оди на море и таму мора да дојде поголема група, тие 8 дена кога се таму, групата мора да биде од 15 години нагоре, тогаш значи мора да дојде специјално таа поголемата група. Посебно вашето културно-уметничко друштво е поврзано со македонците кои што живеат во Турција, поточно во Измир, во општините каде што живеат само македонци, така? Да. И често гостувате. Па видите, јас таму имам доста пријатели во Измир кои се Да ги поздравиме и сите наши македонци во Измир. Поздрав за сите. Значи тие се луѓе кои до ден денес се го здржале јазикот македонски, зборуваат македонски, пеат македонски, дури и свадбите кои ги прават на македонски традиционален начин. И луѓето се толку задоволни од нас и ги добиваме поканите специјално од нивните здруженија да дојдат да одиме во Турција, значи ние сме збртимени со Бергама и Борнова и тие се општини кои редовно ги посетуваме и одиме кај нив на нивните. И тие доаѓаат кај вас. Ќе дојдат од Турција група која ќе настапи од Бергама, која ќе учествува на нашиот фестивал и така да ги изголемуваме традицијата и соработката со општините што живееме сте збртимени со нив. Какви се вашите планови за оваа година? Па видите, ние имаме повеќе општини што се збртимени, со Србија, со Пландиште, со Анина Романија. Значи тоа се и во Турција, одиме негде околу во јули. Тоа се општини кои се збртимени и тие настапи ги имаме секоја година. Значи одиме во Србија за Богородица, за Анина одиме 6 август, за Турција во јули, така да цела година имаме каде Да, а секако благословени се затоа што многу им помагат и родителите на овие прекрасни дечиња и во однос на организација и така натаму, но Спасен морам да ти кажам нешто. Еве, ние ми поставивме многу прашања на Рики, нели? Рики наш. Рики наш, ете така, Рики наш, но во ниеден момент, значи, знаеш ли кој е неговата десна рака? Не ја спомнавме, сега е моментот на вистината да ја спомнеме. Ајде, Рики, да слушаме. Кажи сега, ајде. Тука пред сите гледачи на Везилка. Значи, јавно. Така да, еве не поздравува позади камерите. Значи, мојот најблизок соработник е мојата сопруга, Јана. Така, за Јана. Аплауз. Јана е, значи, моторот, Јана е двигателот. Да. Ете така. Јана ги одржува овие дечиња и децата многу ја слушаат. Значи, она е жена која толку добро ги воспитува децата и овие деца види гледате колку се малечки и секаде одат со нив. Ајде ќе признаеш дека без Јана не можеш да функционираш. Не. Никако. Ти си вистински маж. Јана работи најповеќе позади камерите, но Ристо е секогаш пред камерите, така? И морам да ти кажам дека Јана прави прекрасни пастрмки, пити, сутли, аж баник. Да, баник, тиквешки. Јас сум била кај нив на гости. Па какви пиперки, какви пинџурчиња,
леле, се уште ми е вкусот во устата, браво. Се надеваме дека ќе ги вкусиме за брзо. Апсолутно, дури мислам, Спасен, дека следниот пат ќе одиме јас ти ќе се придружиме на Кут Росоман во Измир. А јас мислам дека премногу се зазборував, не јас и ти, туку дај да ги оставиме да ги погледнеме со уште едно. Во право си, јас и ти кога ќе нисаме работата, нема крај, се забораваме, ама се од добри, убави, позитивни муабити. Ајде да ги погледнеме уште еднаш, ти благодариме многу, Ристи, благодариме на Јана, благодариме на децата и прекрасните родители. Да уживаме. Јас морам да кажам дека навистина денес не недостасува нашата драга колешка Димитрина, а тоа се чувствува посебно во овој момент од емисијата кога треба да се одјави, бидејќи и таа многу добро знае да ги интерпретира оние преубави поетски мисли. Јас тоа не го можам, затоа само ќе ви кажам да се имате многу убаво неделно попладне и да останете во добро здравје. Драги наши пријатели, тука се поздравуваме со вас. Ви благодариме што и денеска бевте заедно со нас и што уживавте во прекрасните музички изведби, фолклорни изведби, во разговорите наши. И посебно амбиентот што ни го создадоа овие уметници, групата Круна, културно-уметничкото друштво Росоман и се разбира мојот драг колега Спасен. Чекајте ни следната недела во истото време. Ве сакаме и ве поздравуваме. Чао, чао. Македонки билјанки, македонки чана билјанки, качи се моме на коња, дојди со мене, вајцата да се земиме, не можам без тебе. Качи се моме на коња, дојди со мене, вајцата да се земиме, не можам без тебе. Велешанки, стомничарки, велешанки, джанам стомничарки, качи се моме на коња, дојди со мене, двајцата да се земиме, не можам без тебе. Качи се моме на коња, дојди со мене, двајцата да се земиме, не можам без тебе. Прилепчанки, тутунарки, прилепчанки, чанам тутунарки, качи се моме на коња, дојди со мене, двајцата да се земиме, не можам без тебе. Качи се моме на коња, дојди со мене, двајцата да се земиме, не можам без тебе. Битолчанки, љубовџики, битолчанки, джанам љубовџики, качи се моме на коња, дојди со мене, двајцата да се земиме, не можам без тебе. Качи се моме на коња, дојди со мене, двајцата да се земиме, не можам без тебе.
Thank you.